Почитувани, СДСМ во третиот пакет мерки со кои сакаме да направиме целосна реформа во државната и јавната администрација, ви ги презентира предлозите за заштита од партизација во државна служба. Јавната администрација е сервис на граѓаните и огледало за функционалноста на една држава. Но во последните години, единствените епитети што ја следат администрацијата во Македонија се партизација и неефикасност. Очекувано е со таква администрација да расте незадоволството кај граѓаните, и тоа незадоволство е огромно. Затоа СДСМ по објавените мерки за подобрување на капацитетот на администрација и мерките за подобрување на условите за работа на службениците ги презентира и последните 3 мерки кои се однесуваат на заштита од партизација во државна служба. Прво, со проектот Казни за партизација предвидуваме законски одредби со кои ќе има парични казни за министерот или друг функционер, како и за членовите на кадровските комисии кои ќе дозволат вработување во државна служба на лица што не ги исполнуваат законските услови. А такви, за жал, има многу. Огромен е бројот на лица кои со несоодветно образование, со несоодветно или никакво работно искуство се вработуваат на високи позиции во државна служба. Уште поголем број лица се водат како вработени, седат дома и земаат плата. СДСМ предлага казни за секој министер и функционер кој наредил или дозволил ваква појава во неговиот ресор, односно во службата со која тој раководи и управува. Второ, предлагаме проект Вработување без уцени, со кој ќе се забранат вработување во администрација 6 месеци пред избори. На ваков начин ќе го спречиме уценувањето на невработените, како и на оние кои имаат привремен статус во администрацијата од страна на политичките партии. Особено забележливо во последниве неколку изборни циклуси, кога на службениците им се бараа списоци со гласачи за да го задржат работното место или за да се вработат во администрација. И третата, последна мерка од пакетот за департизација на администрацијата е проектот Напредување по заслуги. Со оваа мерка ќе се зајакне мотивираноста на службениците, а со тоа и квалитетот на услугата. Ќе се овозможи системска евалуација на резултатите на секој административец одделно. Согласно тоа, тој ќе напредува во кариерата. Со проектот Напредување по заслуги предвидуваме мерење на административниот производ. Колку решенија издал службеникот, колку постапки спровел, колку му се обжалени и како решила по високата инстанца, колку имал теренски посети, колку и какви обуки посетувал, колкав му е стажот, колку отсуствувал од работа и слично. Само така, со мерење на перформансите, ќе се овозможи поефикасна услуга, а ќе се занемари наклонетоста кон претпоставените. За жал, во работниот текст на Законот за администрација, изготвен од Министерството за информатичко општество и администрација, вакви критериуми за напредување на службениците се уште не се предвидени. Со промоцијата на третиот пакет мерки за целосна реформа во администрацијата, СДСМ го заокружува проектот. Трите групи мерки, кои се однесуваат на зајакнување на капацитетите на администрацијата, на подобрување на условите за работа, како и на заштита од партизација, ќе ги доставиме и ќе ги предложиме до владата, од која очекуваме позитивен одговор. Обврска на сите политички фактори е да изградиме реформирана, ефикасна и независна администрација. Затоа СДСМ со конкретни мерки и помага на владата да започнеме со реформа на државната служба, не затоа што тоа некој од нас го бара, туку за да си помогнеме самите на себе си. СДСМ нема ништо против оддавање на почит кон ликот и делата на значени историски личности во Република Македонија, вклучително и на Александар Македонски, мајка Тереза, Ченто, Кузман Јосифовски Питу и така натаму. Меѓутоа, во услови на економска и социјална мизерија, сметаме дека е финансиско злосторство да се потрошат 10 милиони евра на најскапиот и најголемиот споменик на Александар Македонски во светот. Од тука немаме ништо против оддавањето почит, меѓутоа не во услови на најголема криза во државата со толку многу потрошени средства.
Благодарам.